Сега е 19 часот и 7 минути. Вие сте на вистинската фреквенција со вашите домаќини Бети и Јон Атреновски. Почитувани слушатели, Facebook пријатели, Facebook следбеници, нашиот денешен гостин е веќе во чекалната на македонски корени, трпеливо не чека, му се извинуваме што малку го закаснавме, касниме околу 5-6 минути или можеби 10 од договореното. Тоа е господинот Сотир Костов, како што знаете, политички аналитичар, понарешен обвинител и граѓански активист. Во овие моменти го покануваме да ни се приклучи, се надеваме дека се ќе биде во ред. Господине Костов, опростете што не почекавте, добро ви утро. Добро ви утро, господине Костов. Добро утро. Дали ме слушате сега? Фала му на Бога, се е во ред. Не сте фрлеле со камења по Бога? Па не знам, нешто техниката ни откажа. Ја не се разбирам техниката, двојца млади луѓе ми помагаат, ама како и да е, ајде по трет пат за вас добро вечер, добро утро. Јон, Бети, како за вас, така и за сите македонци во Австралија. Повелете. Добро ви утро и од мене, господине Костов. Ви благодариме што со вашето присуство не удостоивте нас, но и сите слушатели и Facebook пријатели и следбеници. Се надеваме честа е моја, Бети. Така, се надеваме дека и денеска имаме плодна дискусија. Да започнеме. Да се обидиме. Така, денешниот разговор ќе го започнеме со лидерската средба, која се случи во клубот на пратениците помеѓу Заев и Мицковски. Резултатот од таа средба е познат. Една од поважните одлуки е одлуката за одложување на пописот за во септември, како и пролонгирање на локалните избори за 2 недели, но и набавката на фингер читачи кои ќе се користат за време на изборите. Пријавувањето, односно регистрирањето или поточно евидентирањето за диаспората продолжува се до септември. Господине Костов, вие како аналитичар, како ќе ги прокоментирате изјавите на двајцата лидери и веднаш после нивната средба? Дали со оваа средба отпочна или ќе отпочне разврската на кризата во сите полиња која ја посакуваат македонските граѓани? Па очигледно нешто се придвижи, иако јас не сум сигурен дека со ова ќе отпочне разврската на македонската криза. Ние сме длабоко не само во политичка, во правна, во уставна криза, што е најжално, ние сме и во здравствена криза. Има некој чуден правен галиматијас, едни се залагаат за друго, трети сосема четврто, уценуваат, се мешаат закони, собранието веќе апсолутно го изгуби својот авторитет. И не сум баш сигурен, но за мене е најбитно што конечно на една маса ги видовме македонските лидери, како на власта, така и на опозицијата. Зоран Заев и господинот Христијан Мицковски конечно престанаа да се препукуваат само со дали преку пресконференција или соопштенија и седнаа на маса. Лично мислам дека на еден начин победија ставовите на господинот Мицковски од причина, или превагна, ајде да не зборам победија, превагна ставовите на господинот Мицковски, бидејќи ево, во врска со пописот, тој беше појачан со некои 120.000 граѓани на Република Македонија, кои рекоа се подпишаа дека во време на многу голема пандемија, многу висока, голема заразеност и голем број на починати не сакат да имаат попис. Тоа е едната причина, а другата причина беше тој чуден закон кој апсолутно не е по стандардите европски, светски и Евростат, е донесен без консензус. И сега, кога требаше да носи законот на СДС и на ВМРО и нова власт, не и требаше ВМРО и опозицијата, ама сега ако вида дека го губат лото, дека целата македонска јавност е на страна да го бойкотира пописот, нешто слично на акцијата бойкотирам за референдумот, видува дека не иде, дека не бива насила, дека не може министри од владата и подпредседатели да одат под луѓе држави да се сликаат со председатели, со премиери и да мотивираат само една етничка група за попишување. На крајот на криштата, ова не е политика, тоа е попис кој одамна ни се нема случајно веќе 20 години и ние треба да се попишеме како, колку сме на број, така колку стамбени единици имаме, колку куќи, колку автомобил, патнички моторни возила. Треба да се попишеме колку фирми има, големи, мали, средни, да се видат инвестициите, бидејќи сето тоа е една основна, една база за нашиот понатамошен економски развој. Очигледно тоа луѓето од власта не го сватија и еве дојдовме до една ваква ситуација.
Сепак вие во вашето прашање дадовте еден вид одговор што на крајот на кришта можеме да го прифатам дека има некое придвижување. Дали ќе биде доволно, ќе видиме деновиве што се пред нас во поглед на пописот. Тој никако не смее да се одржи во време кога еве вчера замислете имаме 50 починати, ама бројот на починати на заразени според нашата број на жители во Македонија е катастрофален. Жал ми е да кажам, ние сме светски рекордери, нам не се случува еден феномен црн лебед. Знаеме, лебедите се бели, повелете. Господине Костовке, одлично го екзекутиравте ова прашање. Одложувањето на пописот го направија поради состојбата со ковид пандемијата, тоа беше една од причините и поглавна причина. Во изјавите никаде не се спомена методологијата. Нашите сознанија кои ги имаме говорат дека причината за тоа што на лидерската средба не се разговарало или барем не кажа дека се разговарало, поради тоа што ЗАЕФ имал подкрепа од Евростат, дека методологијата била според сите стандарди и покрај тоа што веќе во јавноста се пласираа некои недостатоци, меѓу кои онаа за недавањето на можноста да се изврши увид, односно ревизија. Како вие гледате на тоа? Дали методологијата во септември може да биде сега пак повторна причина за незапочнување на пописот? Видете, битно е дека се одложи и да се спасиме колку толку од додатен број на починати во пандемијата. Кога е во прашање ЗАЕФ и неговите изјави, ја воопшто не му верувам од причина што без конкуренција тој е најголемиот лаж во историјата на македонската политика. Таа методологија не може да биде исправна и не може да биде според стандардите на Евростат од причина штом се воведува дуализам, да генералниот директор биде проверуван со подписот на неговиот заменик, за мене тој закон не важи. Со самиот факт што е донесен без учество на опозицијата, без јавен консензус, без целосен политички консензус, без учество на јавноста, на брзина, со знаменци и така надаму, се да тоа кажува дека нас не чекаат жешки денови, дека тој закон треба да биде вратен и да се донесе закон што приликува експертски закон, а не закон кој го политизира поимот попис. Ја не сакам да навлегувам, ја ве слушав преска, кога се уште не бе вклучен, вие многу убаво кажувате што е попишување, што е резидентно население, што е диаспора, тоа се два различни поима, но ја не би навлегувал во суштинска расправа од причина што законот е со фабричка грешка. Тој закон треба да се врати во парламентарниот дом, да видиме да се изјасни ВМРО, да се изјасни Левица, да се изјаснат и другите опозициони партии, тогаш да видиме што ќе биде. А вака, само со изјаснување на власта, надвер направено по некои желби, па до кога ние музички желби ќе исполнуваме. Ја не би му верувал на ЗАЕФ. Ја не сакам да бидам груб кон ЗАЕФ. Сепак е тој премиер на оваа република Македонија, но имајќи го предвид дека тој наутро кажува да, напладне кажува можеби, навечер не, ја не би му верувал. Експерти домашни од странство нека дојдат, нека го проверат, нека направат експертиза, законска експертиза, на нив ќе верувам. Јас мислам дека барате експертиза за здравјето на човекот, меѓутоа ето вие кажавте експертиза, зашто? Па да, не, видете, експертиза за здравјето е најдобро да ние се држиме до сите оние мерки кои и европската и светската јавност ги препорачува, а они што ни прават? Топло-ладно. Еднаш седете дома, не контактирајте старите и возрастните, дедовците не можеме да си ги гледаме вклучињата, а сега од еднаш куц на врата и да пуштеме комисија која до ден денеска не е вакцинирана, која не знаеме како ќе биде опремена и на крајот на кришта не знаеме дали се носители на COVID-19. Така да, имате право, здравјето е најбитно. Не мислам на здравјето да се преиспита човекот, да се преиспита психичката состојба на извини, лете свати, па во право си. Јон, 10 за тебе. Да, гласам и јас за тоа. Видите, јас сум одамна сум кажал и сега не сакам кај вас да се повторувам. Значи, оваа власт нека ми просто се сите за прегледи и јас со сета одговорност кажуваме за лудница. Ама некој пат сега да бидеме самокритични и ние сме за некој преглед и санаториум, сега не велам ние за лудница, кога дозволуваме да ни ги купуваат изборите, делумно да ги купат
на тој дел од населението што е социјално загрозен, па за 50 евра, 100 евра, 150 се продава, па кога ни менуваат име да не нема никаде и така натаму. Но сепак лидерите се тие што водат, вината и одговорноста е на лидерите. Јас сепак би си го одбранил македонскиот народ, бидејќи тој намачен и излажен и дојденесен на просечки стап, сепак стапот ја би го ударил по лидерите, да ти кажам јод. Ама не те сватив, признавам. Така, кога е вината кај лидерите, господине Костов, дали Заев попушти пред стегите на ВМРО ДПМН, бидејќи уште од изгласувањето на законот за попис и од најавата на датумот за попис, бара да се одложи пописот? Или ова е уште еден трик на Заев и неговата влада за да можат да ги протуркаат спорните закони, меѓу кои и оној за државјанство, бидејќи на лидерската средба се договориле да го одблокираат собранието поради немање на кворум. Дали Заев ќе остане до крај доследен на постигнатиот договор на лидерската средба? Заев никој пат не останал доследен, никој пат до крај не останал доследен, тој ги употребува сите можни трикови на манипулација. За мене во овој момент тоа не е толку битно колку што конечно му тргна на Мицковски, на господинот Христијан Мицковски. За мене тој сепак направи еден коперникарски представ. Значи, предноста што имаше Заев. Знаете како се фалеше Заев? Еве мене народот ме избра, ја додавам, да, го подкупи народот. Еве мене во собранието, кога ги шахматим направи, ги изненади, дали им вети нешто, дали ги уцени нешто, си доби тоа 62 мнозинство и на крајот еве мене партијата ме избра, никој не видовме како го избра. Виртуелен конгрес, едни велат толку гласале, други велат толку, тој рече некој 80.000, сите знаеме дека 60 и нешто гласале и ние на таков човек не можеме да му веруваме. Не можеме да му веруваме. Битно е овој пат што јас гледам малку сега поагресивна политика, ова агресивна сватете го по позитивно, во позитивна конотација од опозицијата. Конечно опозицијата мора малку салонската политика да ја напушти и да каже или ќе не респектирате вие нас као опозиција, не мислам само на ВМРО, тука мислам на Левица, тука мислам на Алијансата, тука мислам на Алтернатива, на албанската значи коалиција, или без нас не може. Добро е што се откочи работата на собранието, на крајот на краиштата, да не забораваме. Ние сме парламентарна демократија, собранието е најбитно, ама собранието со години си го губише респектот. Беше на еден начин надкавалено, малку детски да се изразиме, од владата, премногу ја слуша и сега треба малку да се озаби собранието. Да каже дека таа е владата која треба да ги следи политиките што се дадени и мерките во законите донесени од собранието. Како и да е, имаме предвижување, имаме и сепак бете ти си во право кога рече е ставен малку во тесно или во ќош лидерот на СДС на господинот Зоран Заев од причина што нему цветаат розите и со најсен локалните избори. Сите знаеме дека тој лани ги купи изборите. Ја мислам недела-две ми излегува и книгата Избор на корупција и аномија, победа по секоја цена, каде што добро ги опишувам сите начини, дури на институционална корупција и опозицијата, мислам, овој пат треба да не кажам, ама и веќе кажам. Значи, не можам ја само да ја бранам, ја некој пат ќе критикувам опозицијата, треба да е луда да му отиде на избори без ова што е запишано во законот, да се реализира во пракса, што верам ја печат мурот од страна на нас избирачите, а тоа е print фингерите. Такви машини веќе мислам се нарачани и тоа мора да се реализира. Најмногу не им одговара на ДУИ и на СДСМ, молим лепо, законот нека се спроведе. Во последниве неколку денови јавноста го дозна и оно што се спекулираше дека обвинителството и Министерството за внатрешни работи не функционираат координирано. За некоординираноста дознавме и од Вилма Рушковска која обелодени дека за акцијата Планина имало 1 година истрага, а за тоа не било известено МВР. Тоа значи дека главните институции кои треба да го гонат криминалот не комуницираат меѓу себе. Кон што води ова? Дали ова покажува дека дел од највисокиот ешалон од државната иерархија на Заевата власт, ако не и СИОТ, е замешан во најголемите коруптивни сделки? Можно ли е на ваков начин Македонија да биде правна држава?
Не, Македонија во никој случај вака не може да биде правна држава и он сосема се во право што претходно пред да го постави прашање зашто ги даде тезите. Видите, на 10 февруари напишав една колумна дека Македонија е држава во која владее мафијата и дадав некои показатели за македонскиот октопод, за македонските кумови, македонските босови, ги нареков и сицилијанци, корсиканци и слично на тоа, бидејќи уште пред 2 години кога настана аферата Боки Тредичи, се виде дека македонските забегани елити се пресметуваат помеѓу себе, а тоа се полициските, тоа се новинарските, тоа се правосудните и политичките елити и едни со други си поставуваат замки. Од кои причини не знам, дали од не се задоволни од поделбата на колачот, но факт е се обидува една неука обвинителка, во еден момент ја напаѓа полицијата, во друг момент АНАБА, она кобајагена од формираната агенција за разузнавање и контраразузнавање, и во една афера кажува едно, не била информирана АНАБА, во друга афера врз база на фалсификувана белешка, па се притвара оној бизнисменот Камчев и така натаму. Видите ви кажам, колапсот се виде, еве, да не испадне браниме некого. Кој си направил криминал, нека биде процесуиран, нека биде осуден како што треба. Но, ајде да видиме како е можно обвинителство, полиција и суд година дена да применуваат пин мерки. Значи, пин мерки знаете како се прави? Обвинителството предлага, судот донесе решение, а полицијата со помош на главниот телеком оператор ги спроведува едниот вид мерки. Другите, одредени сегменти од полицијата следат објекти, следат движење и следат личности. Па јон, јас и ти ги покажавме, тие да фатат уличари, улични дилери, а сите босови од Македонија и од соседните држави да им побегнат. Кратовите нека не ги бараат пошироко, нека си ги бараат во својот двор, ја дури би рекол за своите кујни. Кратовите се обвинителство, судство, полиција. Катастрофа. И јас лично мислам дека веќе и треба да престанат и Интерпол, и Европол, идеја да им попуштат на нашиве. Очигледно не ги бива. Очигледно се они босовите, кумовите, очигледно се они организираниот криминал и треба да дојде до смена на, како што реков, елитите и на полициските, и на судските, и на обвинителските. Тоа едноставно е недозволено да ви побегнат, а пазите, година дена сте ги следиле. Ајде да било некоја наврат на нос брза акција, се направиле грешки. Сум учествувал јас многу одавна во такви акции, доколку е добро организирана, доколку е дискретно водена и доколку чекорите се преземани степ бај степ, што би рекле, мислам дека не требаше да дојде до ваква катастрофа. Значи, катастрофа е ова. Требаше оставки да се поднесат уште истиот ден. Господине Костов, како ќе го проголтаат албанските политички партии одложувањето на пописот, бидејќи веќе имаше изјави дека одложувањето е на штета на албанците, а како ќе го прокоментирате различното толкување околу диаспората? Мицковски стои на ставот дека диаспората се евидентира и дека тоа нема да влезе во вкупниот број на резидентно население, а Заев и албанските политички партии се на став дека диаспората треба да биде попишана, иако никаде во светот тоа не се практикува. Ајде наопачки да почнам. Значи, не е битно ни Мицковски што тврди, ни Заев, ни албанските партии. Битно е светските и европски стандарди на Евростат што кажува. Поимите се јасни. Едно е попис, друго е пребројување, друго е резидентно население. Јас за диаспората имам малку поширок основ и мојот approach, мојот привод е сосема поинаков од нашите политички елити. Диаспората е нераскидлив дел од македонското ткиво, од Македонија, ако сакате. Значи, Македонија е таму кај што живеат македонците, но не ме сваќате ова во територијална смисла, не ме сваќате ова во експанзионистичка, туку дека тие се дел од нашиот народ, од нашата држава. Но не можеме ние да даваме толкување на кој како му чини. Не може ние диаспората еднаш да ја напаѓаме и да кажуваме не ни треба за гласање, они си отишле од овде, они не допринасаат. Прво не е точно. Тие си отишли, им биле тешко, ути немале екзистенција. Ама знаете ли вие ние во последните години како живееме? Само од парите на диаспората што ги праќаат на своите блиски,
од нивните уштеđевини и Македонија, особено во оваа ковид криза, многу е битна диаспората. Сега, за избори ги занемаруваме. Ја нема веќе 9-та, 8-ма изборна единица, постои само 7-ма и таа не функционира, не се организираме, а ваму сега за попис некој се растрча по Италија, по Швајцарија, по Германија, да ги пребројува етникумите. Не ни треба такво пребројување. Си има Државен завод за статистика, тие ќе се организираат. Ги видовме овие албанските растрчани луѓе, имаат собрано кој 11 пасоци, кој 16 пасоци, кој лични карти и диктираат од една страна. Целиот тој систем, да ви кажам, е фаличен. Впрочем, некој од вас од диаспората од Австралија, мислам, прв го проби, кажа дека тој е недобар, дека починати ќе се евидентираат и така натаму. Ја да ви кажам, мислам дека процесот треба да почне од старт. Еве, нека се бројат овие пребројаните. Ама, еднаш да не испадне за диаспората Македонија е мајка, а еднаш макија. Треба да имаме коректен однос кон диаспората и да се знае што се луѓе кои живеат во Македонија, кои екзистираат во Македонија, значи резидентите, и што се луѓе кои престојуваат во странство, дали привремено, дали на подолг период, дали трајно, не е битно. Кога ќе се пребројат и едните и другите, ќе се види која е Македонија, колку сме македонци во светот, во прекуокеанските земји, во европските земји, во соседните земји и во Македонија. Нека ми простат, мене нека ми дават етикета колку сака дека сум националист, не може ние музичка желба на албанците да исполнуваме. Да не забораваме, во Македонија има турци, и тие се македонци, има власи, има бошњаци, има срби, и тие се македонци, и доста е ова, ние правевме како да Македонија е само за албанци и за македонци. Зошто другите ги запоставуваме? Токму така, затоа ние остануваме на ставот дека треба да го крениме гласот и да се ориентираме. Треба сме поорганизирани. Ќе испадне дека во светот има само албанци, а нема македонци. Ќе испадне дека тие се мнозинство, ние сме малцинство. Еднаш треба да сватиме дека треба да разграничиме помеѓу резидентно и нерезидентно население, треба да разликуваме помеѓу попис и евиденција. Мора да побрзаме, господине Костов. Ајде, повелете. Месеци најави од страна на Филипче Заев за пристигнување на вакцините против COVID-19, а денеса утре ќе дојделе вакцините, конечно пред 7 дена стаса околу 22.000, а после тоа е уште неколку и помпезно ги пречекаа на аеродромот во Скопје и тоа во присуство на дел од дипломатскиот кор. Како ќе го прокоментирате самиот чин на пречекот? Исто така сакаме да слушнеме краток коментар за говорот на германската амбасадорка која проговори на албански јазик. Дали тоа е еден вид таа најави и ја најави двојазичноста на целата територија? Не може таа да најавува, требаше некој нота да ја даде, да укори, иначе тоа е мизерија во боја, да ти кажам. Ама некоја друга амбасадор па мислам рече, не сум сигурен кој, вика вакцините треба да стигнат 3 месеца порано. Значи ние вака, ние сме понижени од Европска унија, ние сме американската амбасадорка, да. Така, ние сме понижени од Светската здравствена организација, затоа што сме последна дупка на свиралото. Ветува, кажува милионски суми, Заев, Филипче, тоа се најголемите лажови, ај за друго да им простиме и он. Кој е упрашање здравјето да се заштити, да спасиме живот, вака да не лажат, да не обезбедат ни една вакцина. Тоа е срамота. Кој што сака нека мисли. Ја да ви кажам, прашувам, тој Вучич што го викат авторитарен ваков диктатор онаков, кажете ми да не случајно тој е председателот и премиер на Македонија. Човекот ни даде вакцини, повика македонци на најкултурен начин да ги вакцинира, не услови, не бара баба и дедо наш да потекнуваат од Србија, како што бугарите ни бараат да потекнува од Бугарија и да ни ги дават тие пасоши. Значи, овие нашиве да се засрамат. Да се засрамат и од диалогот што го водеа Заев и Филипче од една страна и Пендаровски. Како мали деца се караа, што е непримерено и затоа ја реков на почетокот него да објасним поимот црн лебед. Најцрни показатели имаме за смртност и ширење на пандемијата, немаме легла, немаме респиратори, секогаш кога ни требаше ние ги немаме. Еве сега, и вакцината кога ни треба. Кога ни треба вакцинирање, до пред некој ден немавме ништо, имавме на поклон дадени вакцини и сега стигна она првата пратка од оној ковакс систем кој е катастрофално не функционира, значи.
си водат сметка големите држави за своите, тоа ли е геостратегија, тоа ли е геополитика, тоа е катастрофално. Европска унија падна на принципот на солидарност и на хуманост. За мене, кој што сака нека мисле, браво, едно големо браво за српската политика, начело со Вучич, бидејќи да не забравиме, не дадоа тие само за Македонија, и понудија на Црна Гора, и понудија на Босна. Јас колку знам, сите се одзваа, дури и Хрвати дошле и маđари таму. Извинете, make a difference во Австралија и во Америка и во Канада се вели. Еве ја разликата. Некој си го бива, некој не го бива. Некој е компетентен, некој не знае да набави барем и вакцини. Господине Костов, како ќе ја прокоментирате одлуката на Заев, Филипчи и Шахпанска за посетата на Прилеп да го искористат хеликоптерот на МВР наместо владиниот Мерцедес, и тоа во ваква криза кога прилепчани немаат доволно пари за храна и лекови и кога имаме 50 починати од COVID-19? Најлошо, срамота, срам да им е. Тоа е еден синдром што ја го нарекувам Титаник. Државата пропаѓа, економијата е во рецесија, пропаѓаме. Здравствено сме загрозени од пандемијата, они браќа се луксузираат. Понекогаш случајно сум 21 година во воздухопловството, знам колку кошта воздушниот сообраќај, знам колку кошта патниот сообраќај, ама во случајот се дуплира. Тие кога слетуваат на стадионот во Прилеп, доаѓаат ескортите. Посебниот ескорт за премиерот, посебниот ескорт за едниот министер, за другиот министер. Кога сето тоа ќе го соберите, ќе видите дека е направен голем трошок, а ја вака ви рекол. Дали чувме 1, 2, 5, 10 луѓе зафатени од ковид некаде од Прилеп, од периферијата со хеликоптер да бидат пренесени во Скопје, каде што има подобри услови? Не чувме. Еве го срамот, еве го рајзилот. Ла мизерабал би рекле французите, порка мизерија би рекле италијаните. Не знам, мислам покажуваат дека се недостојни. Ајде да оставиме економијата, ајде да оставиме другите, правото, политиката. Па луѓе бре, оде се работи за здравје, оде се работи за живот. Какво е ово луксузирање? Па да мислам тука е нешто друго во прашање. Они се плашат, да ве потсетам на Бучковски струга и хеликоптерот, која беше територијалната поделеност, законот за се донесе. Они се исплашија, таму имат незадоволни тутунари. Таму имат незадоволни граѓани, локалната самоуправа не си ја врши задачата. Таму имаше едно време жариште на ковидот. Лично мислам се работеше и за страв да дојдат да се сретнат со населението и еве хеликоптерчево. Не, срамота е тоа и нека им служи на чест, народот го гледа и ја мислам редно е да го казни тоа. За мене револуцијата е народната е почната, јазичарите се охрабрија историчарите, народот еве веќе не се срами во камера на микрофон да кажеш со што се соочува, што значи ова ненародна власт за него и каде ли да они паѓаат и мислам дека полека ќе се нормализираме. Ќе биде тешко ќе биде, ама конечно ќе се спасиме од ова зло. И за крај еден краток коментар, поради немање време и други прашања, и тоа ќе оставиме за друга прилика. Како ќе коментирате видеообраќањето на бугарскиот европратеник Ангел Джамбаски? Дали МНР испрати протестна нота и дали има некакви знаци за прогласување на Джамбаски за персона нон грата, односно несакано лице во Прилеп, во Македонија? И како гледате пораката од Стейт департментот дека Бугарија со блокирањето на Македонија ризикува дестабилизација на регионот? Јон, си ветив за турко-татарските простаци, нема да зборувам веќе да ти кажам, ама български пичове се вика тоа. Не можат да ме треснат глупост. Морам вака да сум малку ироничен, да сум саркастичен. Вие да ви кажам. За нив сме ние сон. Ние сме нивната романтика. Ја како да знаев дека ќе ми последи вако прашање, сега не знам дали се гледа, ја го Гоце Делчев. Да. Ова е една кампања на нашиот човек од Канада, Бил, и ја му реков кога и да можам, јас ќе ја продолжам и ќе ја водам оваа кампања. Значи, они чезнеат за нашиот Гоце Делчев. Они чезнеат за нашата историја. Они се што е наше, се што е македонско, кажуваат бугарско. Ја веќе не сакам ни многу да видам, искам да ги коментирам. Они се дипломатски дилетанти, они се невешти политичари, грамзливи, сум ги нарекол балкански хиени, ама видите,
Они не ни се криви. Европска унија е крива. Каде се тука вредностите на Европска унија, каде што се тие членови? Каде се тука да им кажат македонците дадоа и преголема цена да ги оставиме и ајде да ги отпочнеме разговорите за пристап, ајде да направиме заедничката седница на владите, а не сега да ми кажуваат ке не фаќат на умореност. Грците не фатија така 27 години, ни го сменија името. Овој пат не, овој пат сме обединети и мислам ќе ги победиме. Воопшто не се секирам за бугарите. Така Чанов да не го зборува, тој е човек на службите, тој е тежок КГБ човек, НКВД или како да кажем. Лично мислам треба да се гледаме во нашиот двор. Да, за прв пат имаше дипломатска нота, иако за мене таа е закаснето, ама и тоа не е лошо. Ете, Димитров не доживеавме да даде нота, ама Османи како албанец даде нота и тоа е можеби највеќе што може да направи ова ненародна власт, иако мислам треба да сме многу остри кон нив и јас се залагам, јас сум познат по тоа, сум кажал. Делегација одање во Брисел. Им кажуваме дека ги замрзуваме односите со Бугарија, го замрзуваме договор за добрососедство и наговестуваме дека ги замрзнуваме реализирањето и на преспанскиот договор, бидејќи во договор задграбни работат грците и бугарите. Чао и пријатно. Да видите како ќе се узбуркаат, да видите како работата коперникарски ќе се сврти. А вака, сега дека молиме, сега дека коленичеме, сега дека се прилагодуваме на другите. Ма не ни треба такво, ни Европска унија, ни НАТО, не било што. На крајот на криштата треба у животот да имаш алтернатива и треба да имаш план Б. Господине Костов, пред да се поздравиме, само да не заборавам, да ви честитаме на сите од Инфомакс за она што го работите, за сите проекти кои што ги работите. Брифинг со Костов, моето седно прашање и тешки муабети. Навистина правите една голема работа, будење на свеста на македонскиот народ. Да бидам искрен, јас сум таа надржа со работа. Газдата. Да, а ќе ги поздравам сите, еве и дел од нив се, они ми го возможија ова. Тоа е една млада екипа, независна, не е ни на опозицијата, не е ни на власта. Infomax.mk се многу јака екипа, колку можам јас допринесувам и мислам дека допринесувам барем малку за објективно, навремено новинарство, а еве позади мене се гледа информации без цензура. Така благодарам за ова, ќе биде пренесено на целата екипа на чело со Митовски. Ми беше драго што разговарав со вас. Малку техниката ни затеја, се надевам дека следниот пат ќе бидеме поуспешни. Да сте ми сите живи и здрави и ве поздравувам. За сите вас. Ни причини задоволство и ова ваше учество. Господине Костов, ви благодариме за образложението на моменталната состојба во Македонија. Со желба за се најубаво до вас, бидете ни заштитени и да се чуеме повторно на македонски корени. Пријатно. Благодарам, да сте живи и здрави.